Скромни буџети, големи проблеми. Ваква е сликата за повеќето мали општини во државата. Дојран е една од нив. Со малку пари треба да се справуваат со бројни предизвици, но и да развиваат езерски туризам. Градоначалникот Ангов вели дека ако не се програмите за грантирање, посериозните инвестиции би биле тешко остварливи. Последниот проект од ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската Унија им обезбеди средства за реконструкција на две културно-историски локации – Турската бања и Саат кулата. Во нив локалната власт гледа адут за привлекување повеќе гости. Навистина ќе представува една нова содржина која што би требало да ни придонесе огромен број на посетители и овие проекти секако имаат своји промотивни материјали, промотивни видеа, промоција на самите објекти кои што се реконструираат и кои што се добиени со ова на некој начин искористување на овие фондови и се надевам дека ќе добиеме дополнително туристи не само од нашата држава, туку и од соседна Бугарија и другите соседни држави кои што навистина веќе го препознаваат потенцијалот на општина Дојран како туристичка дестинација. Слична судбина дели и општината Невестино во Бугарија, нивниот партнер во овој проект. Со малкуте пари со кои располага општинската каса, нема простор за развој на локален туризам. Многу важни се тези проекти, тъй като това е единственият начин. Многу важни се овие проекти, бидејќи се единствен начин мали општини како нашата да реализираат нешто, поради малиот буџет, но и малите ресурси со кои што располагаме. Тоа е начинот. Се надеваме и во иднина да продолжиме да работиме. Од страна на општина Невестино, овој пат го реставриравме Кадин мост, еден символичен антички мост од национален интерес за Република Бугарија. Овие две општини и во минатото заеднички се бореле за европски пари. Оваа им е втора соработка. За завршувањето на овој заеднички проект организираа фолклорен фестивал во Дојран, на кој учествуваа ансамбли од двете земји.